Да, се враќаме повторно во студиото. Една мощна, верувам дека како за мене, така и за вас ќе биде интересна тема, убавините на Македонија, погледани низ објективот на еден од најпознатите македонски фотографи, би рекла пейсажни фотографи, Наце Попов. Добар ден и добре дојдовте во емисијата. Добар ден, добро ве најдов. Ви благодарам што одвоивте време да бидете денеска заедно со нас, бидејќи ќе говориме за едно да речам последно од низата ваши дела, Македонија од небото, поглед еден од височина, нешто што прави можеби спој на модерното и на она што се вели архаично, што може да се види директно од природата. Како дојде идејата да се создаде оваа монографија Македонија од небото, за која што секако соработувавте со еден од најголемите македонски писатели, Венко Андоновски, кој што работеше на текстот, а вие на фотографијата? Работам фотографија одамна, веќе преку 30 години сигурно, и сум залюбен у природата на Македонија. Имаме толку преубави места кои што за жал многу мене не ги знаат. Јас ја имам таа, би рекол, предност што сум планинар, имам доста и слободно време бидејќи таква ми е професијата. Имам можност да патувам и да запознавам Македонија секој ден и секој ден. Отколку се случија некои, би рекол, промени во технологијата и искочија тие дронови, јас тоа сватив дека веќе имам можност за нова перцепција на фотографијата, односно она што гледав некои фотографии, ретки беа тие фотографии од хеликоптери, помали авиони и така натаму, каде што се гледа земјата од горе. И сватив дека сега можем јас тоа да го правам без да морам да патувам со хеликоптер или авион. Почекав неколку години додека се усоврши сето тоа, бидејќи квалитетот на првите фотографии на дроновите беа според мене не доволно добри. И откако видов дека веќе постои таков добар дрон, го набавив и почнав со работа. Само што почнав и видов дека сум бил управа, дека тоа што сум очекувал стварно заслужува, бидејќи самите резултати беа изненадувачки преубави за мене. Перспективата, временските услови, сето тоа е еден спектар на работи кои што мора да се усогласат и можеби кога ќе кажат да се долови мигот, но како е да се долови тој миг во природа, во живо што велиме? Видете, самата работа со дрон е многу потешко него со фотоапарат. Прво фотоапаратот до вас го држите, го контролирате, додека дронот лета далеко од вас и имате некој дали далечински, дали преку телефон. Ете, мене ми се има случајно дури да се изгуби еднаш дронот, да падне навечер, па да го барам другиот ден. Што се случува секако. И тоа, освен тоа што е доста ризично самото летање, многу влијаат и треба да се внимава на тие временски услови. Значи, јас сум бил на неколку мести, по неколку пати, не затоа што сум сакал, него затоа што сум морал. Ке се отиде на некој место и ке заврне дожд, например. Дронот секако мора да се симне, додека врне, или ако дува силен ветар. Евентуално, кај па многу тмурно, нема доволно светлина, ги немам тие контрасти на боите на кои што ги сакам на самата фотографија, така да е лесно, не е лесно, меѓутоа човек што го сака, на што го работи, нема да му биде тешко ништо. Велат да се работи пейсажна фотографија е да се биде во дослух со природата. Кога ќе отидете на некое место кое што за вас буди интерес од прв поглед, професионално вие знаете, ние можеби како лаици кога ќе гледаме, кажуваме, природата ни е многу убава, Македонија има навистина убави места кои што заслужуваат внимание, но за жал многу малку знаеме за нив. Но кога ќе отидете вие да го побарате вистинското место што ќе биде забележано на фотографија, како го пронаоѓате? Што е првичното што го прави оној прв контакт, прв импулс за да биде забележано од вас? Според мене, мислам дека и докажано е сето тоа, кога човек работи оно што го сака да го работи, резултатот ќе биде баш како што треба, значи најдобар. Јас никош не сум можел да разберам конкретно многу луѓе работат професии затоа што мораат, не знам,
татко ми беше доктор, па јас морам да бидам доктор, татко ми беше, не знам, електроинженер, јас морам да го наследам. И едноставно го работи тоа затоа што морал. Јас за среќа моја би рекол работам тоа што сакам да го работам. Фотографијата ме привлекувала и природата ме привлекувала од секогаш и едноставно кога доаѓам во допир со незе, веднаш приметувам што ми е убаво, што не ми е убаво, знам како да фотографирам, знам какво време, каква светло да одберам и резултатите се тие што се. Затоа и се толку монографии издадени, затоа што се толку многу награди добиени за фотографија. Меѓутоа сигурен сум дека ако го работев тоа како што работат, нели, за жал, не знам. Еве на пример не работам свадби, односно многу ретко работам свадби, крштевки, комерцијализирани. Да, така. Едноставно затоа што морам за да преживам, нели, хонорари, да си извадам плати и така натаму. И тоа не знам, не ме привлекувало тоа, бидејќи би го работел тоа со сила. Јас сакам луѓе, меѓутоа природата мислам дека повеќе ме лежи. Потребна ли е трпеливост за ваква една работа? Рековте дека да се најде тој кадар, да се најде вистинската слика што вие ја замислувате, а потоа нели да биде таа една пейсажна фотографија што ќе го привлече окото, но и умот. Дали е потребна и доза на трпеливост за да се пронајде вистинското? Па да, еве конкретно книгава ја работев 3 години, не затоа што не можеше порано да се заврши, значи ја може да завршам и не знам за пола година, да идам да истрчам, да дисликам и толку да биде. Меѓутоа сигурен сум дека немаше да биде ни пола од ова што е како квалитет издадено. Затоа таа трпеливост е многу потребна, бидејќи на неколку места, како што спомнав и преска, може да се отиде и мора да се отиде и по 3-4-5 пати ако треба, дека не се добие тоа што се сака. Конкретно е на насловна фотографија од патот на Галичица. Колку и да е далеко од Скопје, јас мора да отидам, мислам дека отидов 4 пати за да го погодам тоа време на залез пристемнување. Првиот пат закаснем бидејќи беше многу темно, вториот пат беше многу облачно, мисля че не, така беше тмурно, немаше доволно боја. Третиот пат исто беше баш пристемнување, односно беше блокиран патот, едноставно не може да се планираат некои работи. Трошоци се прават, многу патувања за Охрид, меѓутоа конкретно мислам дека вредеше бидејќи таа фотографија на насловна и не ми е тешко едноставно, кога се сака се може. 270 страници, мислам, ако не грешам, колку фотографии се поместени од, еве, кои вака, мислам, локалитети ви се нешто што можеби се сега веќе можете од оваа перспектива да ги кажете, локалитети кои што најмногу труд барале за да се добие тоа што се сака? Опфатена е цела Македонија, бидејќи нели самата приказна е за третото патување на апостол Пале во Македонија, каде што доаѓа ја запознаа Македонија. И он ја шета нормално цела наша држава. На посебни места, не знам, би рекол, пред се заради недостапноста, би рекол, можеби Лешница, наша планина, што од друга страна е, па, би рекол, и моето едно од моите најомилени места. Лешница, наша планина е нешто што ме воодушевува од секогаш, самата таа гледка е некако како да сме во имаме дел во Македонија кој што е како да е во Алпи. Швајцарија, Австрија, значи оние што ги гледаме предели се пресликани исто кај нас. Исто перистетски точи се доста тешко пристапни, меѓутоа нели секаде каде што се мора се оди. Како дојде соработката со професорот Венко Андоновски? Па сосема случајно би рекол се најдоа две сродни души. Он си ја сака Македонија, исто јас ја сака Македонија, значи се запознавме, он ги знаеше моите монографии претходно. Ме праша што планирам понатака, му покажа фотографии, рече, ова мора, вика, да го направиш како монографија, вика, нова. Викам, окей, викам, тоа текстот, вика, мора да биде од тебе. Ќе ми дозволите монографијата, еве може и да ќе ја покажеме, па ќе можат гледачите додека говориме да погледнат, се работи на вистина за импресивно издание, многу е
богато само по себе, од што споменавте, Македонија е вистинска оаза на природни убавини, што пленат, нели, не само со она што се нарекува историја, она што се нарекува култура, туку навистина убава природа што заслужува да биде видена. За професорот Венко Андоновски, еве во оваа прилика го поздравуваме, се надевам дека ќе имаме можност да направиме некој разговор, тој има навистина убави дела за кои што може да се говори. Меѓутоа ова заедничко ваше дело, оваа монографија заслужува секое внимание и секоја чест. Да, он само што виде фотографиите, неколку тоаш беа веќе направени, кажа, знам, вика, што е приказната, веќе ја знам, ќе ти ја преточам, вика, во текст и здраве, вика, се гледаме на промоцијата. Така и бидна, да. Веднаш да ја препознаете енергијата и она што се вели заеднички спој на две, како споменавте, сродни души. Да. Она што мене ме интересира е, навистина ние имаме, изобилуваме со природни убавини, со места кои што го заслужуваат цело тоа внимание, но дали доволно им го даваме, дали доволно си ја познаваме Македонија од она една, да речам, уметничка, една културолошка, една природна рамка? Јас сум планинар од дамна, од малечок, не знам, од мои 13-14 години, и би рекол имам таа предност да запознам Македонија уште како мал. Моите деца исто, бидејќи јас ги носев со мене секаде, дури кога работев по фотографија, често патуваа, но за жал многумина кај нас тоа го има, задоволство би рекол, малку го имаат. Ја не знам зашто меѓутоа секогаш гледаме, не знам, за викенд да се отиде до Грција или до Бугарија, не знам, или во Србија, Албанија, наместо да прошетаме овде во нашата земја. Значи имаме толку преубави места кои што се вредни за да се видат, да се посетат. Меѓутоа не знам, можеби нека навика која што јас се надам дека ќе се искорени понатака и ќе се намали. Треба повеќе да си ја запознаеме Македонија, за да си ја засакаме уште повеќе. Бидејќи брзо темпо на живење, можеби трка со времето, нешто материјални богатства по кои што се тежне, а во суштина кога ќе се навратиме, можеби пред да го почнеме разговорот, споменавме короната, беше корона периодот што сакаме сите како колективна меморија да го заборавиме, меѓутоа ни даде еден нов видик, една нова насока, дека треба нели да се свртиме малку кон семејството, природата, кон оние работи кои што навистина се суштинска вредност на едно живење. Треба секако повеќе да се сакаме државата, али за да засакаме треба и да запознаеме уште повеќе. Тоа ми е, значи, конкретно се отворивте манастирот Трескавец, не знам, значи, по мене толку некој мир дава, убавина самото место кој ќе се посети нешто мистичност, духовност има таму, да. Ја сум сигурен дека секој што ќе го посети тоа место едноставно ќе заѓбе во него. Вито ете, колку минути шле таму? Многу малку. Повеќе ја би рекол странцеви да знаат Македонија сега него ние што ја посетуваме. Така, ова е 6-та монографија, не се споминавме. Кои се другите монографии и што конкретно има во нив? Што е, да речам, најголем интерес што буди кај тебе? За да се направи едно вакво сериозно дело, навистина е потребно и време и енергија, и некогаш на моменти нели ќе кажеме вака кога го гледаме како краен производ, ова исцрпува за да целосна посветеност бара. Можеби привилегија е да се биде нели слободен, како што спомена, да се има време повеќе, да се посвети малце повеќе на она што се сака, но најголем мислам дека дар е кога се работи работата која што се сака искрено и од срце. Знаете како почнавме со монографиите, тоа ќе ви даде одговор на некој начин. Мене им побара словенците. Значи не им побара наши македонски издавачи, им побара словенците, односно Младинска книга од Љубљана. Ме нашли некаде, не знам каде, на мејл ми пиша вака и вака, Грегор Медвец викаше директорот тогаш. Многу ни свија на вашата работа, сакаме да запознаеме, правиме национални проекти, замислете, значи они прават национални проекти, словенците прават за нас национални проекти, наместо ние да правиме. Меѓутоа словенците се затоа нели понапред многу од нас баз заради тие некои работи. Јас секако прифатив, се видовме, договоривме условите и да направивме таа првата монографија Чудесна Македонија. Они беа презадоволни од начинот како работаме и што работиме, се договоривме
направивме 3 монографии. Значи, Чудесна Македонија, македонски цркви, манастири и македонски слави. Сето тоа во договор со нив. Во меѓувреме, значи тоа градот 5 години, видов дека викам кај нас се уште нема никакви реакции, никој не прави. Без разлика што изданијата се распродадоа, значи огромни тиражи. И реков, чекај, ја мора да го проложам. Значи, за Македонија се работи. Си давав, го спомнав веќе на неколку пати во неколку емисии, како сам на себе едно ветување дека ќе направам 10 монографии за Македонија. Еве сега сум на мојата 6-та, бидејќи сакам да и странците, не толку странците, колку што сакам нашите иселеници да запознаат Македонија, затоа ја направив и на англиски јазик, бидејќи за жал нашиве иселеници веќе нивните деца, внуци, правнуци македонски јазик не ни зборуваат. Со години не ни доаѓаат, меѓутоа викам, окей, ако вие не доаѓате, јас ќе ви донесам кај вас книги да видите за Македонија, па можеби еден ќе се вратите. Затоа и се тие последните 3 се на англиски јазик и на македонски, ова е двојадично, за да можат да научат и македонски јазик и ако не знаат македонски јазик да прочитаат на англиски за што се работи, какви бавини има во нашата земја. Така, жално е што допираме до една тема што е рак рана на целава заедница, на целото општество, тоа е иселувањето на младите, имајќи во предвид колку многу убавини има Македонија, споредбено еве што спомена, еве само за Словенија, колку се вложува таму нели и во природата и во чувањето, во негувањето на тие некои природни потенцијали, а ние ги имаме на претека, ниту доволно знаеме за нив, ниту пак доволно ги чуваме и ги почитуваме иронично, а дополнителен проблем е нели иселувањето на младите кои што заминуваат во други земји, ниту можеби доволно дознале што може како потенцијал да го понуди нашата земја, а што можат и тие нели да направат нешто повеќе. Секогаш велиме нели системски слабости, системски проблеми, меѓутоа да се навратиме кон себе си, да почнеме или од себе си дека системот всушност сме ние. И на самата промоција баш зборев за ова, така некако ми дојде, бидејќи ме боли, мене страшно тоа. Бев дури малце преемотивен. Јас едноставно, стварно искрено не разбирам зашто се селат. Наискрено не разбирам, бидејќи јас и мои роднини, јас сум потекло од Струмица, моите се таму. Толку убави големи села, значи посебно еден западниот дел, оддамна се веќе раселени, меѓутоа источниот ден, конкретно е Струмичкиот регион, беше големи села, богати села, значи има све што им треба. Да, работеа земјоделство, меѓутоа знам дека огромни куќи, имоти, така, автомобили, значи едноставно уживаа во живот. Јас кој идев во село, едноставно уживав да седам и по месец дена седев, бидејќи кога отидев таму, си седат, нижат тутун, и тоа се весели, значи радев се до нив, толку позитивна енергија имаше, значи секаде. Наеднаш нешто пред колку можда 15-20 години, и јас се уште мислам дека сето тоа некако намерно направено нека стратегија, едноставно да се иселат. Да се иселат цели краишта од Македонија. Зошто? Значи, има све. Сега конкретно ќе кажам, мој братучет, кој што се исели, бидејќи нели не сакаше да работи земјоделие, сега иде работи земјоделие за словенци. Мислам, која е логиката? А имотите што му се, куќата му пропаѓа, огромни ниви, сето тоа пропаѓа, значи богатство што е вреди, не знам, 100.000 евра минимум, за да он работи во Словенија. И му викам, Доро, викам, ќе зашто идеш, не знам, 200, 300, 400, значи одвај преживуваат првите години, да не ви кажам за некои други луѓе кои што работат многу по-лоши работи. Значи од чистење тоалети, значи било што. Идеш од собствен имот, за да работиш на туѓ. Зашто? Не ми е јасно. Викам, добро, викам, после, кој ќе се вратиш, викам, значи он вика, усвари, ја ќе се вратам, кој пензија, кој ќе бидам. И викам, зашто отиде, викам, во Словенија? Да заштедам нешто, викам, што се тие пари? Си обновам куќата, ќе си направам, викам, значи ти дозволи да ти пропадне куќата, за после ќе ја обновиш. Значи, цел живот е тотално нелогични работи. И не само тоа, него, јас живеам во Македонија исто.
истите политичари ги трпам, значи све што се случува, истите пари, значи јас патувам ностоп, бев се во Монте Карло, бев в Тенерифе, значи секаде патувам, гледам. Мене ми овде се уште најубаво од секаде. Јас сум 100% сигурен дека Македонија е земја, јас и за тоа сум тука роден, нема побоја од овде. А тој што сака да работи, овде може да има плати многу поголеми него во странство што имаат. И како велат, и знам дуи кои што имаат, кои што имаат плати многу поголеми него горе, обични луѓе. Така. Како велат, најбогатиот човек е оној кој што и ужива во својата слобода и го работи нели она што навистина го сака и за свое добро, но и за доброто на заедницата. Така, луѓе работат по 2 работи горе, не ми е јасно тоа мене. Цел живот по 2, ја да работам 2 работи, би се мрднал. Буквално. Од сабајле идам и се вратам навечер. Може би за некои материјалните задоволства, меѓутоа суштината која ќе се врати и колку се губи од квалитетот на животот, да. Рече 10 монографии како некоја зацртана своја цел за да ги заокружиш нели како на веќе од утре мора да почне на новата, да. Така да. Можеш да ни откриеш зашто ќе биде следното? Следната што ми е веќе планирана и размислувам за незе, веќе имам и најдено локации. Би рекол, мислам дека ќе биде работен наслов за Баровената Македонија. Таа се однесува на, ги спомнавме тие стари напуштени, ама баш стари напуштени села низ целата држава. Затоа што, не знам, мене ми ги посетувам често, се наоѓа по 1-2 луѓе, 3 таму кои што се. Имам чувство таа ќе ти е најтешка, емотивно зборувам. Емотивно ме погоди и самите места се преубави, значи најчесто се планински места. И тоа кога ќе се отиде таму таа убавина мир, благосостојба што ја осеќам таму ме прилече и реку без разлика што се рушевини, преубави се како спој со природата и сето тоа, реков ова мора да биде преточено во книга. Пулсира живот иако се рушевини. Да. Има таму нешто што има и некои места кои што се враќаат млади, мене тоа многу ме радува, посебно овете во Мариовскиот крај. И не знам, можеби ќе се враќаат повторно некои села да преживеат. Се надевам дека следниот разговор кој ќе го направиме ќе имаме и такви позитивни примери и позитивни искуства, затоа што навистина преубава држава ни подарила се, треба тоа и да се сака пред се, да се почитува, да се вложи, секој колку можеме, како можеме и како знаеме, но како велат што и да правиш, прави го тоа најдобро. Да, текстот во самата книга баш кажува, едноставно Бог ја направил Македонија и јас сум сигурен исто во тоа, да биде идеална, вика, само што луѓето едноставно не може да ги направи како што сака. Например, ние сме благостојни да имаме 4 временски 4 годишни времења, да. За разлика, например, не знам, од Шведска или било каде, Америка, например, гледаме какви катастрофи се случуваат, природни поводи, почва, значи, све имаме што ни треба. Ете, само ние малку да се освестиме, да се сакаме малце повеќе Македонија, мислам дека ќе е рај на земјата за нас. Благодарам многу што издвои време и што беше заедно со нас. Верувам дека тоа е мотив повеќе да подразмислиме барем кога ги правиме следните чекори и каде ќе не однесе тој пат, во каква иднина. Можеби сега не можеме да предвидиме, но можеме да знаеме секој чекор што ќе е направен, која последица може да ја донесе. До нас е највеќе да, ако се сакаме земјата, мислам дека многу ќе успееме, многу повеќе него што сме сега. Благодарам уште еднаш. Благодарам вас на поканата. Почитувани, правиме кратка пауза и се враќаме повторно во студиото. Следува уште еден разговор за денеска.